По кратката пауза еве сме повторно назад во студио. Почитувани гледачи, во меѓувреме пристигна и мојата денешна гостинка Ивана Карова, писателка од Кочани. На само 18 години таа ја има веќе издадено и нејзината втора книга. Неодамна беше и промоцијата на Голотија на душата. Повеќе за нејзината книга ќе ни каже самата таа. Ивана, добре ни дојде во рано наутро. Добро ве најдов, добро утро до вас. Ти благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Ти благодарам многу. Ете на почеток, од каде инспирацијата за да напишеш оваа книга? Навистина можам да ти признавам дека насловот е многу привлечен. Голотија на душата. Значи, оваа книга содржи кратки лирски раскази во кои што е доминантна љубовта. Инспирацијата да ја напишам ја црпам од најблискиот, од моето семејство, од кое што ја добивам и мојата најголема поддршка. Доминантна е љубовта, како што напоменав, меѓутоа има некои раскази кои што се одвојуваат и кои што се напишани од инспирацијата она секојдневие кое што ме обкружува во околината. Така. Ете рековме колку раскази содржи оваа книга? Содржи околу 40 раскази. Така, подоцна ќе ви прочитам нешто од нив, можете да... Слободно, Ивана, тоа за крај ќе го оставим. А ете колку време ти беше потребно за да ја напишеш оваа книга? Па вака, значи дел од расказите ги имав веќе напишано, кога се одлучив да ја издадам оваа книга, присобрав нешто кое што го имав напишано и допишав нешто кое што ми беше потребно. Така да заокружам, околу 2 години ја спремам оваа книга. 2 години. Така, да. Така. Изгледа мала, значи вака не изглед, меѓутоа во неа се собрани големи емоции и голем труд, се разбира. Така, ете, ќе прочитам дел од насловите: Наметка за душа, колачиња и зелен чај, заинает, така, да. лавиринт, завеса на спомените, кажи ми. Па ете, каде можат нашите гледачи да ја најдат оваа книга, односно ти помисли и на нив, почитувани гледачи, Ивана ни донесе 2 книги кои што ете ќе ги поделиме. Во продолжение можете слободно да се јавите на нашиот телефонски број и ќе добиете книга од оваа млада писателка. Така, значи книгите слободно може да ги добијат сите кои што беа присутни на промоцијата на книгата, која што се одржа овој четврток кој што сега помина. Оние кои што не успеа да си ја добијат книгата на промоцијата, може да си ја нарачаат на страната www.голотијанадушата.com и за сите оние кои што сакаат бесплатно да си ја добијат, слободно нека се јавуваат ово утро во вашата програма. А како помина промоцијата? Ете колку си задоволна? Презадоволна сум од тоа како помина самата промоција и благодарам на сите кои што ме почестија со нивното присуство на промоцијата. Преполната сала беше резултат на добро завршената работа и стрекна сум поради тоа што ете на крај мојот труд сепак се исплатеше. А ете кој се ти помогна за промоцијата на книгата? Она што го знаеме дека оваа книга е и дел проектот за роднокрајни автори. Автори, така. Додека издавав оваа книга, минав низ еден долг пат, морам да напоменам. На истиот тој пат ме сретнав нови личности кои што туку нели ги запознав и ми помогнаа при самото издавање. Му благодарам на градоначалникот на општина Кочани, господин Ратко Димитровски, кој што ете ми помогна при издавањето. При тоа и благодарам на мојот издавач на книгата, тоа е госпоѓа Кристина Атанасова Арсова, која што е директор на Центарот за култура, Бели Мугри во Кочани. И благодарам на драмското студио Годо од Кочани, кој што ми ја направи промоцијата посебно убава, исто така ги поздравувам и нив. И на рецензентот, професорката Славица Цветкова, а исто така и на мојот промотор кој што се јави на промоцијата, тоа е Аника Илиевска Георгиева. Поздрав за сите. Ете, Ивана, што е она специфичното за оваа книга, за гледачите, односно љубителите на читањето, да ја земат книгата и да ја читаат? Така, значи љубовта, чувствата, сите оние кои што сакаат да читат лирски дела, кои што сакаат да ушиваат во ноќните часови читајки, слободно да ја земат, нема да зажалат, се разбира. Така. Исто така, она што е најново, ти подготвуваш и филм за оваа книга. Токму така, да. Ние го имаме и трейлерот за започнати се веќе подготовките за снимањето, но од каде идејата оваа книга да биде преточена и во видео? Така, па многу книги имаат и свој видеозапис. Овде морам да го поздравам Столе Стоилов, режисер од Кочани, кој што ми помогна во сета таа замисла да биде пренесена преку видеозапис. Снимавме некој краток филм кој што подоцна, тоест летото ќе го разложиме, ќе биде сниман на повеќе делови. Па ете, може да го погледнеме сите заедно, да. Режија доколку е спремно, предлагам овде да го погледнеме и трейлерот за оваа книга.
Секоја чест, Ивана, навистина прекрасно е она кое што ете накратко го видовме, но која е пораката? Пораката, да. Пораката, вечната љубов, пример. Во повеќето раскази во книгата се напоменува вечната љубов. Овие актери ја пренесоа токму неа, значи од нивните, да кажам, млади години до третото доба, кое што е прикажано на крајот од видеото. Морам да ги поздравам главните актери во видеото, тоа се Владимир Игнатов и Нина Лаковиќ. Поздрав. Поздрав до нив. Дали веќе се знае она финалното сценарио како ете ќе се одвива снимањето на филмот? Така, се уште не. Значи работиме на тие главни детали кои што ќе бидат пренесени. Размислуваме да бидат секој расказ поединечно да биде разложен како сценарио и така да се снима, но ете не ви откриваме се, нека остане за летото, да па повторно да бидеме ваши гости. Дај Боже, Ивана, секако вратите се отворени, односно благодариме. Секогаш сме добредојни за вакви млади амбициозни лица. Ние да продолжиме понатаму, односно овде ќе потстам дека Ивана ни донесе 2 книги кои што, почитувани гледачи, доколку се јавите во емисија, Ивана ќе ви ги подари на вас. Голотија на душата е нејзината втора книга. Како што кажав, нејзината прва книга е Напишаното останува, која што кога ја издаде пред 4 години, по некоја случајност или некога бев полуматурант кога завршив моето основно образование, а сега втората книга кога завршува моето средно образование. Така, Напишаното останува, за каква книга станува збор? Првата книга беше поезија, тоа се песни, не лирски, не беа лирски, значи песни од секојдневието, инспирација од секојдневието и така. Така, дали ти уште од мала почна да пишуваш, од каде љубовта кон пишувањето? Па така, значи секогаш велам дека сум почнала да пишувам откако сум научила да читам и да пишувам. Тоа го потврдува податокот дека сум член на литературниот клуб Копнеш во Кочани веќе 10-та година поред. Браво, што значи дека од мојата 9-та година сум член на тој клуб Копнеш и дека пишувам уште од тогаш. Така. А ете колку време ти беше потребно пак за првата книга со оглед на тоа дека си имала само 14 години? Да. Па можам да кажам дека повеќе време, бидејќи тие песни беа собрани уште од почетокот на моето, да кажам, творачко зрење, така уште кога почнам да пишувам, па се до онаа момент кога ја издадов книгата. Така, ти не запираш овде, што е она следно кое што ќе имаме можност да го видиме од тебе. Така, значи на промоцијата на мојата прва книга во 2011 година, тогаш пред неблиските ветив дека, иако ми прва книга нели дека нема да застанам таму, исто така на промоцијата на втората книга, ветив дека иако ми втора нели нема да застанам таму, ќе продолжам да пишувам токму така, можеби веднаш накратко, нема. можеш ли да ни откриеш ето што подготвуваш? Да кажам дека се уште се одморам од промоцијата на втората книга и од оние подготовки кои што помина за промоцијата, во иднина секако ќе следува нешто ново. Така, ете ти се сега и матурантка, плюс си председател на младинската организација Авангарда во Кочани, пишуваш книги, како постигнуваш ете? Па и кој е твојот апел и совет до сите млади лица кои што ете сакат да пишуваат? Вака, значи постигнувам во себе бидејќи она што го работам го сакам. Значи не ми представува нека голема тежина бидејќи пишувањето го правам, значи тоа е мојата љубов уште од најмала. Младинската организација Авангарда која што работи во склоп на моето училиште Гошо Викентиев, исто така сум нејзин претседател 4-та година поред, истите ви беа гости пред некоја емисија, кажаа за нашите успеси. Јас им посакувам на тие младенци се најдобро, уште многу успеси во наредните години со оглед на тоа што сум 4-та година и сум сигурна дека ќе продолжат со нивните успеси бидејќи сме најдобри, се разбира. Така е. Ете, јас ќе те замалам овде да ни прочиташ и дел од твоите раскази. Ајде, може да. Нешто на кратко. Ќе ви прочитам еве нешто за она вечна љубов која што имавме можност да ја погледнеме. Така. Љубов во Виолетово. Често сонувам еден ист сон. Неми старци седнати еден покрај друг молчат. Се нурнував длабоко во порите на времето, гледајќи ја твојата рапава кожа, избраздена од годините. И ова утро повторно исто. Исто време, исто место, ист поглед од прозорецот. Тешко ја подкревав главата, обидувајќи се да се разбудам од сонот.
и додека очајно барав причина да ја отворам очите, да се вратам од иднината и нашето трето доба, ти грижливо ја враќаше виолетовата покривка над мене. И тогаш повторно се враќав во пеколот сама, без тебе. Се сеќаваш ли кога го изгубив црвениот шал помеѓу паднатите лисија? Се сеќаваш ли кога цедевме сок од портокали, а потоа ја читавме твојата омилена книга? Се сеќаваш ли кога дождот целосно не наводени, а толку се подготвувавме за таа вечер? Се сеќаваш ли кога беспомошно плачев покрај тебе, додека ти се смешкаш и ме прегрнуваше, а потоа почнувавме и двајцата да се смееме? Каде сме сега? На експозицијата на драмата или пак на точката на кулминацијата? Го знам твојот одговор. Ти, без да размислуваш, ќе кажеш дека сме на средината на драмата, затоа што никогаш немаш трпение да го гледаш почетокот, а уште помалку крајот. Подсвесно сакам да сме на почетокот и сега поинако да чекориме по падот на љубовта. Денот се раѓа, а јас, трејќи ги очите, полека се будам. Се збогувам со сонот во истотканата виолетова постела, во одајата со бели ѕидови. Те гледам заспан во длабок сон, опиен од љубовта, и посакувам приказната да ја завршиме заедно. Посакувам и кога двајцата ќе бидеме со избраздени лица, да се будиме заедно под виолетовата покривка. Браво, Ивана, секоја Ти чест. благодарам. Јас со сигурност ќе ја прочитам, ќе ги прочитам овие раскази кога ќе најдам слободно време. Не те прашав, како помина онаа прва книга, имаше ли доволно побарувачка? Да, имаше, значи тоа исто така еден мој мотив да кажам кој што ме натера да напишам и втора книга. Јас се надевам дека ќе ги имам истите успеси со оваа книга, нели, дека ќе биде добре дојдена кај читателите, ќе се најде во многу домашни библиотеки. Па кој што исто така ќе ми биде трет мотив да напишам и трета книга. Кои се коментарите на твоите врсници за твоето пишување? Па ја имам поддршката, се разбира од пријателите, од врсниците, со оглед на тоа што овие раскази се прифатливи за мојата возраст, така да има позитивни коментари, се разбира, а оние, да кажем, негативни се само една потпора така да се поправам за во некои работи, да. Така, јас ти многу благодарам што ни беше наша гостинка. Како што кажав, ти си матурантка, дали веќе размисли каде ќе го продолжиш високото образование? Па размислувам на многу работи, искрено. Не си се одлучила. Така, да, ова е една раскрсница кон која што се задржуваме малце подоцно, јас се надевам дека во скоро време ќе се одлучам побрзо. Тоа секако верувам дека ќе биде така. Јас ти благодарам уште еднаш што ни беше наша гостинка. Се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика за некоја твоја нова книга, како што кажа веќе работиш на нешто ново. Така, Ана, ти благодарам на поканата, на вашето гостомбриство кое што ме пречекавте вака топло во вашето студио. И поздрав до вашите гледачи, се гледаме во некоја наредна прилика. Ти благодарам уште еднаш. Поштовани гледачи, овде го завршуваме нашиот разговор со нашата денешна гостинка, како што кажав, млада писателка, само на 18 години. Таа ја има издадено и незината втора книга и како што ни кажа самата таа, нема да застане овде, туку ќе продолжи понатаму. Па Ивана нека биде еден поттик за сите млади лица кои што ја го негуваат пишувањето, да продолжат да пишуваат и да ги издаваат нивните книги, кои што, како што кажа ти, веќе ова е втора твоја книга, првата успешно беше прифатена. Се надам дека и ова, со оглед на тоа дека само пред неколку дена беше низината промоција. Овде ќе направиме една кратка музичка пауза, потоа ќе се вратиме во студио и ќе продолжиме со другите содржини кои што ги подготвивме денеска за вас.